Океј, мислам дека може веќе да почнеме. Фала ви многу на сите што дојдовте во ова саботна вечер. За среќа дождот престана, така што верувам дека не беше толку страшен патот до овде. Исклучително ми е голема чест што повторно сме собрани овде да зборуваме за проектот Архиви на невидливите. Јас си направив тука еден подсетник, затоа што многу имам трема и подобро е да не испуштам нешто, така што често ќе си проверувам дека се што си имам запишано да го кажам, да го спомнам. Така што веќе втора година поред се работи на списанието Македонка, орган на АФЖ. Проектов го започнавме во 2021 година со Ивана Хаджиевска. И тогаш кога почнавме да го работиме таа година, нели беше расширена веќе пандемијата предизвикана од COVID-19 и немавме што друго да користиме од извори и моравме да се служиме со тоа што беше дигитализирано. И работевме со списанието Илустрација Илинден, кое што се публикувало на бугарски јазик, потоа Луч и Смена, кои што се публикувале на српски јазик. И едноставно нели пробувавме да ги најдеме тие женски наративи во таквите списанија. И година потоа, во 2022, продолживме повторно да работиме на периодика. Овој пат имавме среќа да се фокусираме нели на женска периодика, а тоа е списанието Македонка, но бидејќи нели го немаше дигитализирано кај нас, успеавме да ја оствариме таа соработка со Народната библиотека во Србија и успеавме и да го дигитализираме. Така што сега, не дај Боже, ако уште една пандемија се расшири, ќе имаме што да читаме, веќе е дигитализирано, има 1500 страници списанието, така што покриени сме. Сега, ваквите практики се всушност и работата на Циник, освен тоа што нели имаме некоја мисија да правиме разни истражувања, да освен нели таквите некои активности на Циник, важно ни е некако и добро го кажа тоа Ана Коларич во незиниот текст овдека во овој зборник, и таа некоја активистичка форма на действување. А тоа е да го направиме достапно тоа знаење кое што ќе го продуцираме, кое што ќе го најдеме, да смислуваме разни форми во кои што нели ќе действуваме, дали се тоа работилници, предавања, дигитализирање на материјал, снимање на кратки видеа и така натаму, така што тоа ни е особено важно. А поготово со проектот на Македонка ни беше важно, не само со Македонка, туку со проектот Архиви на невидливите, ни беше важно да отвориме едно поле каде што ќе може научно и критички да се согледуваат ваквите архиви. Бидејќи сметаме дека не е доволно тие само да нели постојат како што постојат и не се создава ново знаење поврзано со нив. Затоа тоа што го направивме всушност и со Илустрација Илинден, Луч и Смена, и со Македонка, е составување на библиографија на овие списанија, кое што не постои кај нас, за да биде што полесно достапна за оние кои што сакаат понатаму да истражуваат. Затоа и го направивме веб-сајтот, веб-страницата Невидливи архиви, каде што ќе може да се гледаат овие материјали, каде што може нели и библиографиите да се проследуваат и да се најде целиот фонд на Македонка нели дигитализиран, со тоа што ќе биде лесно достапен на оние кои што сакаат и понатаму да истражуваат. Така што тоа е таа една мисија на Циник, и исто така меѓу другото и да иницира проекти со вакви теми, со тоа што нели ќе се подигне свеста и за причините како се продуцираат некакви феномени како што се дискриминација, предрасуди, омраза и така натаму. Така што тоа ни е битно да го адресираме со центарот. Сега оваа година зборникот има поднаслов Артикулации на сеќавања и критички прикази.
И всушност сака да ги обедини овие два правци во кои што проектот Архиви на невидливите се движи. Критичкиот приказ на АФЖ и на социјалистичкиот период е обитот објективно и непристрасно да се гледа на таа одмината историја. Во отсуство на тој идеализирачки и романтичарски набој. Додека пак артикулацијата на сеќавањата сепак е присутна, најпрво затоа што работиме со историски наративи, и исто така и работиме со материјал кој што бил избришан од официјалните историски текови. Се среќаваме со физички материјали, како фотографии, дел од нив и овдека се изложени во соработка со Музеот на Македонија. Успеавме да направиме некоја селекција со Христина и со Славчо и да ги изложиме овдека кај вас, затоа што има феноменална збирка во фототеката во Музеот на Македонија. Работиме со документи, споменици и така натаму и се соочуваме со огромна доза на институционална негрижа. И сведоци сме во текот на нашата работа. Секако ваквиот распад во институциите во смисла на архивите и материјалите со кои што располагаат е помогнат од тие процеси на историски ревизионизам, при што се работело на бришање и на заборав на, би рекла сега во моментов, за тоа што е битно е целиот антифашистички и социјалистички период, а особено конкретно и историјата на жените. Сега, јас лично морам да признам дека сум и малце така носталгичарка и си знам да си протнам некоја емоција или патетика додека зборувам за периодот за АФЖ и за социјалистичкиот период, мислам периодот кога АФЖ бил активен. Ме возбудуваат сите тие визуелни прикази, предмети кои што може да се ископаат по архивите, да се видат во јавниот простор, дали во градот или во други места, не само во земјава и во регионот. И да, тоа е нешто така кое што е мој некој guilty pleasure, ама во суштина тоа е нешто што ме продвижува и што некако ми ја дава таа, како да кажам, не знам, водилка некоја да си копам по таквите ќошиња и да ги наоѓаме тие места, затоа што навистина е потребно овдека кај нас. Не можеш да дојдеш многу лесно до документи, до информации, за се треба навистина да се помачиш, да познаваш некого и така натаму, за да може истото да си види бел ден и да го видат и останатите и да може да работат со тие извори, со тие материјали кои што може да се користат. И сега со Ивана Хаџиевска доста сме го разговарале ова, дека еве тука сме некако собрани по повод на 80 години, тоа ни беше повод да започнеме да ја правиме третата збирка од 80 години од формирањето на АФЖ во Македонија. И некако со Ивана ги концепиравме овие настани за да излеземе малце од она некое патронатско одбележување на АФЖ, иако сметам дека и тоа е потребно. Луѓето кои што ги организираат тие работи, мислам дека треба да одржуваат една таква култура на сеќавање и треба да се случува и треба да е живо и присутно. Меѓутоа, да, Циник гледа и да изгради некој по-друг пристап кон третирање на оваа тема и тоа ќе биде токму и темата на утрешната тркалезна маса, така што ве поканувам во еден часот во истиот овој простор, каде што малце повеќе ќе зборуваме за таа култура на сеќавање, како денеска тоа се прави, како низ годините тоа се правело. Исто така тоа што чекајте сега малце се измеша, добро. Да, во поглед на критичкиот поглед пак, што е и дел од овој зборник, е нешто што Циник секако стои зад и сметам дека е суштинско познавањето на историските
наративи, особено оние кои што се однесуваат нели на историјата на жените и на малцинствата, што нели било случајот баш со овој период кога се продуцира се печати Македонка, затоа што бил период на масовна еманципација, просветителство и развој буквално на секоја ниво од општеството и од политички аспект и плюс од тоа како настануваат баш драстични промери по Втората светска војна. Така што сметам дека кој историски период е особено важен да се изучува, а овдека е некако бутнат од главните историографски нели наративи. Практикувањето на критички поглед кон минатото, освен што придонесува кон продуцирање на нови знаења, го свртуваме кон современиот контекст и се прашуваме што денес всушност ни значи оваа историја, дали би можеле да се обидеме да промислуваме во насока на одново нели подсетување на какви биле практиките тогаш и дали може да се примена денес, баш кога е навистина ужасно потребно со оглед на тоа што фашизмот е веќе, мислам, на широко распространет во Европа, па и во светот, се случуваат геноциди во моментот Блискиот Исток, во Африка, десницата преовладува нели во политичките структури насекаде, а капитализмот нели понатаму ја меле секоја идеја за нели некаков хуман развој, за солидарност, за работнички права и така натаму. Така што овие прашања исто така се многу важни кога се зборува за овој период и утре на утрешниот настан ќе се обидеме да најдеме некаква релација и да ги поврземе тие две. Сега тука ќе застанам, многу зборев. Би сакала на сите да ви заблагодарам од името на Циник, да им заблагодарам на авторите и на авторките за нивните одлични истражувања и тоа што го збогатија фондот на знаење поврзани со ова списание и да им заблагодарам што прифатија да работат во навистина кус период во кој што требаше да го направат своето истражување и да го напишат својот труд. Така што многу ви фала за тоа. Би ми останало исто да им се заблагодарам на оние кои што го овозможуваат ваквиот проект и кои што ја препознаваат нели работата на Циник. Тоа е Фондацијата Хайнрих Бел и Министерството за култура, кое што се надеваме дека во иднина нема да биде толку скромно во давањето на средства поврзани со вакви проекти, туку ќе биде малце подарежливо. Благодарност до Музеот на Македонија што ни го отстапи овој простор и што ни даде пристап до фототеката на музеот за да ги најдеме овие прекрасни фотографии кои што се изложени надвор. Сега ние како Циник многу сакаме да внимаваме на дизајн, лектура и превод, така што морам да им се заблагодарам на Дејан Василевски за лектурата, на Марија Джонс, која што во моментот го прави преводот на англиски јазик и овој зборник ќе излезе исто така и на англиски јазик. И на Кома дизајн студио за прекрасниот дизајн и оваа година на зборникот. Јас мислам дека тоа е од мене и сега исто така би сакала да се заблагодарам и на Ана Василева која што 3-та година поред се согласува да ни помогне во промоцијата на зборниците кои што се продуцира во рамки на проектот Архиви на невидливите и Ана повели па може да ги представиш и гостите. Фала. Благодарам Јана, ви благодарам на сите за присуството вечерва. Кога се подготвував и јас, како Јана нели кажа дека ова е веќе трет настан од ваков вид и трета публикација која што Циник ја издава во овој формат, се однесува на Архиви на невидливите, го читав, нели, декември и ноември се доста напорни периоди, затоа што многу проекти се привршуваат и неколку пати го читав зборникот и постојано два концепти. Мене еве како лаик, некој што веќе одамна не се занимава со научна работа, иако повремено читам трудови, два концепти, два поими постојано не знам, се навраќав постојано на нив и тоа се концептот на континуитетот, поимот на континуитет и поимот на одржување, и во најбуквална и во пометафоричка смисла. И кога станува за
збор за континуитетот, ќе го цитирам, ретко цитирам мажи, тоа е моја лична определба, се трудам да се навраќам на женската научна, па и не само научна традиција. Ќе го цитирам Мирко Попов, кој што во една публикација ќе каже континуитетот е само друг збор за победа. И сметам дека токму тоа некако задира во сршта и токму тоа стои зад архиви на невидливите, работи кои што започнале, кои што имале некаков тек, многу лесно кај нас успеваат да замрат. Не успеваме да оствариме континуитет. Пречките не деморализираат, не разубедуваат, често се и од материјална природа. Еве, Министерство за култура пред малку беше спомнато. И го губиме тој континуитет, ни се случува истата работа да ја почнуваме одново, па да паѓаме, па да се враќаме одново и така. Со тоа победата некако останува се подалечна и се помалку имаме кон што да реферираме, на што да се повикаме кога наоѓаме некои нови сознанија, иако голем дел од тие се само негде невидливи архиви. Постојат и сега благодарение на овој проект дел од нив стануваат видливи. И поради тоа се наоѓаме понекогаш во ситуација во женскиот феминистичкиот активизам да прифаќаме понекогаш и некритично туги влијанија, не со зазор кон туѓото дека е секогаш лошо, меѓутоа да не знаеме да се повикаме на собствените постигнувања од минатото. Често моментално се зборува за јазот во платите, кој што е концепт што бил надминат колку што според нашите сознанија во социјализмот, пристапот до јавната сфера и такви некои работи кои што понекогаш ми се чини базичните познавања изостануваат. Понатаму, другиот поим е одржувањето. И сега, ако погледнеме просторот во кој што сме, кој што е многу убав, може да видиме каква е состојбата со одржувањето и на физичките простори и на дигиталните често простори, така што се надевам дека ќе има начин да се одржат овие архиви кои што моментално се достапни, знаат често да замрат вакви добри иницијативи. Да. Да, но не смееме, нели, Јана, да зависиме од индивидуалци и од нивниот ентузијазам, индивидуалки. Треба да имаме некаков системски пристап во одржувањето и на музеите, и во културата, и на архивите, кои што се патем многу важни. Тие две работи беа оние кои што мене ме водеа и преку кои што јас го доживувам значењето на овој проект. Обид да се архивира минатото, да видиме од каде ја црпиме, од каде произлегува конечно нашата денешна состојба и со женските права, и со политичката ситуација во земјата. Сето тоа си има некаква традиција, сето тоа си има причини, поводи и така натаму. И да видиме на што може да се надоврземе, што е она од кое што можеме да извлечеме сила и да го надградиме во минатото без романтичарски занес, низ критичко, која понекогаш исто како и тебе со одредена доза на патетика, можеби јас сум југоносталгичарка, така што не ми е чудна таа доза на патетика. И сега, кога станува збор за овој втор веќе проект со наслов Артикулации Македонка, орган на АФЕЖ, артикулации, насеќавање и критички прикази. И само што ќе го погледнете насловот, гледаме 1900, орган на АФЕЖ 1944 до 1952. Значи, тој континуитет бил многу рано запрен од одредени причини за кои што повеќе ќе се осврнеме понатаму во текот на настанот. Претходниот назив беше Архиви на невидливите, Македонка, орган на АФЕЖ, историски искуства и културна меморија, и беа разгледани доста важни концепти во однос на феминистичките родовите движења, нивниот зачеток, влијанијата, образованието, на кои биле главните, која била улогата, каква улога, еманципаторска или не, кој што е одиграла таа публикација. И да не должам сега јас многу, нешто повеќе во врска со ова ќе ни кажат нашите гости, односно авторите на научните трудови во овој зборник. Прва ќе започне Ана Коларик, која што е вонреден професор на катедрата за компаративна книжевност и теорија на книжевноста на Филолошкиот факултет во Универзитетот во Белград. Понатаму ќе продолжиме со Петар Тодоров, кој што е дел од ЦИНИК, а истовремено е вработен во Институтот за национална историја од Скопје. Понатаму одиме со
Ана Шталковска-Гајтановска, редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Понатаму го имаме Славчо Димитров, кој што е куратор и програмскиот идеолог за викендот на гордоста, кураторот на викендот на гордоста во Скопје, истовремено е истражувач, теоретичар и активист кој се занимава со квир културата. И на крај ќе имаме Христина Ивановска, која што е уметница и преку својата уметничка дејност се фокусира на прашањата за потиснување, контрола и конструирање на колективната меморија во однос на стратегиите и политиката на отпор кај жените. Без да должиме многу, ќе ја дадам збор на Ана Коларич, која што ќе ни каже нешто повеќе за врската помеѓу невидливите женски архиви, дигитализацијата на овие материјали. Јана, ти спомна дека беа дигитализирани, не знам дали кажа дека во Србија беа дигитализирани, и истражувачкиот активизам, па и во таа линија ќе ни даде критички, во својот текст дава критички осврт на првите 2 години од проектот Архиви на невидливите, задржувајќи се на продуцираните содржини на изданието што претходи на овој моментално зборник што го промовираме, и ја разјаснува поврзаноста на 3 категории: наука, активизам и знаење. Повелете. Hvala. Dobro večer svima. Ja nisam osoba koja često ima tremu, ali večeras imam tremu iz razloga iz kog ranije nisam imala tremu, a to je zato što ću govoriti na srpskom jeziku, to je na svom maternjem jeziku, i to predstavlja malu nelagodu, inače i govorim brzo povrh svega, zato što me Jana ubedila da će me većina razumeti i da to neće biti problem, ali opet imam i neku malu neprijatnost, i recimo kad neko govori brzo kao ja, vidim da je Ana u ozbiljnoj konkurenciji, onda je teško razumeti ako to nije jezik koji svakodnevno slušate. Tako da ja ponekad imam problem da razumem baš svaku reč na makedonskom i unapred se izvinjavam ako i sama proizvedem takav efekat zato što govorim na srpskom. Eto, neverovatan razlog za tremu, ali to je večera za mene glavni razlog za tremu. Prvo bih se zahvalila pre svega Jani koja me, i organizaciji Cini, koja me uopšte pozvala da učestvujem u ovom projektu i da napišem tekst za ovaj zbornik i da dođem danas da budem ovde sa vama. Hvala još jednom. Janu zapravo nisam sada, to je sada sam je prvi put upoznala zaista lice u lice, ali sam je upoznala još 2021. godine, najpre preko poruka koje smo razmenjivale, onda nedavno i preko Zooma, i stalno smo imale neku digitalnu komunikaciju, da tako kažem. I još 2021. me pitala zajedno sa koleginicom Ivanom Hadžijevskom da učestvujem, da napišem nešto, da dođem u Skoplje, učestvujem u jednoj konferenciji, skupu poput ovog, i ja sam tada pristala, ali život se isprečio i nisam mogla da dođem. U poslednji čas sam zapravo morala da otkažem, i kada me Jana ove godine pitala da li bih učestvovala, moram priznati da sam vrlo srećno i oberučke prihvatila i rešila da se život ovaj put ne ispreči, tako da eto, mene večeras, veoma sam srećna zbog toga. I kada mi je rekla šta je poenta ovog zbornika i da će biti kritički tekstovi o časopisu Makedonka koji je uveliko digitalizovan, koji je dostupan, ja sam pomislila kako je u stvari to dobra prilika za mene kao nekoga koji ipak spolja, da tako kažem, da nešto kaže u načelu o samom projektu koji od početka prati, i to je bila moja ideja u ovom tekstu koji sam napisala za zbornik, i da u tom tekstu pokušam da povežem nešto što mi je od početka intuitivno bilo važno, a kako su godine prolazile, čini mi se da nisam pogrešila u vezi sa time, ali evo vidjet ćemo šta i drugi misle, a to je da postoji jedna tesna sprega ovde između onoga što bi bilo nekakvo znanje, nauka, i sa druge strane istraživanje i zaista jedan aktivizam koji se može videti kao jedan intelektualni aktivizam i kao neki to vole da zovu i arhivski aktivizam, dakle različiti termini mogu biti upotrebljeni, i kao neko ko dolazi sa institucije, visokoškolske institucije, ali tako, fakulteta, ko radi na fakultetu, ako veruje da znanje nije nešto što treba da funkcioniše samo u učionici kao skup činjenica koje neko savlada iz bilo koje oblasti, već je nešto što treba da funkcioniše izvan te učionice. Dakle, ono što učimo u učionici treba nam pomogne, meni se čini, da razumemo svet oko sebe i da živimo u tom svetu koliko je moguće mirno. Reklo bi se da školstvo ne radi baš najbolje posao u poslednje vreme kad je reč o miru.
Dakle, meni je iz tog ugla sve ovo bilo izrazito važno, sve što su radile Jana i Ivana i što uopšte Cinik radi. Dakle, ono što je mene najviše zanimalo jeste veza između arhivske građe sa jedne strane, digitalizacije te građe i istraživačkog aktivizma. Ono što se mora podvući i što verujem svi i znamo, jeste da se ovde ne radi o bilo kojoj građi. Dakle, sam izbor građe već govori nešto o osobama koje su odlučile time da se bave. Ivana i Jana od početka zapravo su fokusirane na istraživanje ženske istorije i feminističke misli. I to je, čak i kada nije bila reč o ženskim časopisima ili feminističkim časopisima, već su gledale neke druge časopise, opet su se bavile autorkama ili onome što je rečeno o ženama u tim drugim časopisima. Dakle, taj fokus je od početka prisutan. U tom smislu može se reći da se sam projekat i bazira negde na idejama koje proizlaze iz feminističke historiografije, odnosno feminističke teorije i kritike, da je to teorijski i metodološki okvir koji je osnovni, a u okviru onda samog projekta se digitalizuje i proučava građa koja upravo svedoči o marginalizovanoj ili nekada čak i sasvim zaboravljenoj ženskoj istoriji. Dakle, u ovom slučaju Makedonka, gde zaista jeste pitanje kako pristupiti, da li ženski, da li feministički, da li socijalistički časopis, što je već samo po sebi jedno zanimljivo teorijsko pitanje, ali i praktično. Ja sam se u tekstu najviše fokusirala na samu ideju ženskih arhiva, zašto su oni bitni, šta to uopšte znači ženski arhiv, da li je to neka hrpa papira u nekoj instituciji, da li je to digitalizovan materijal, koja vrsta materijala je u pitanju, čemu to služi, kome je namenjeno, ko se sve uopšte time bavi, ko želi da klikne i da pogleda neki ženski arhiv, da li su to naučne radnice, naučni radnici, studenti, studentkinje ili neki obični ljudi. Dakle, koga uopšte može da zanima ova vrsta građe, iz kojih razloga, što nas opet sve vraća na jedno pitanje, a to je zašto neko ovo radi. Zašto bi se uopšte bavio ovim poslom? Jel da sama Jana je već nešto o tome i rekla, naravno, zašto. Dakle, u tom smislu ženski arhivi su nastali zapravo kao posledica nedovoljne vidljivosti žena, njihovog života i rada u tradicionalnim repozitorijumima. Postoje manjak pažnje, jel da, za žensku istoriju i ženski rad uopšte i u 60. i 70. godinama 20. veka, kada se prvi put i otvaraju odseci za ženske studije u Americi pre svega, na univerzitetima, postoje fokus pre svega na identifikovanju malobrojnih ženskih kolekcija, da se vidi šta uopšte postoji, potom na isticanju značaja uloga žena u arhivistici, to je isto zanimljivo, dakle to nije bila oblast u kojoj su dominantno bile žene i bavile se ženskim temama i slično. Javljali su se zahtevi da više žena treba da bude u toj ulozi i nešto što smatram da je veoma važno, u 60. i 70. godinama u okviru pre svega oblasti koju sad već možemo zvati ženske studije ili feminističke studije, došlo je do toga da treba da se preosmisle sami postupci prikupljanja i opisivanja građe u okviru arhivistike, kako bi arhivistika zapravo uključila žene i njihovu istoriju. Dakle, mora se promeniti metod, način posmatranja da bi se sama oblast otvorila uopšte za žene i prvi ženski arhivi obično su svedočili o životu i radu poznatih žena koje su bile aktivne u javnosti. U ovom našem ključu, kada razmišljamo o nešto daljoj ili ovoj prošlosti, početak 20. veka, sredina 20. veka i slično, kad kažemo poznatih žena, to znači žena koje su bile pismene, obrazovane i samim tim imale ulaznicu u javnost. One druge nisu imale, jel da? To su bili prvi arhivi. S vremenom ženski arhivi uključuju dokumenta onim grupama koje ranije ni za same aktivistkinje, odnosno feministkinje, nisu bile vidljive. Dakle, u tim nekim 80. godinama u polju ženske i društvene istorije dešava se zaokret od velikih žena, po znacima navoda, od velikih znamenitih žena, kao onome što se obično zove pisanje istorije odozdo. Dakle, svakodnevna istorija običnog života, običnih ljudi, pa i običnih žena. I taj zaokret se naravno odrazio i na ženske arhive. Ako u arhivima nije bilo adekvatnih izvora, onda su istoričarke ili naučnice koje su sprovodile istraživanja zapravo se okretale oblasti usmene istorije i izlazile iz, da tako kažem, arhiva u stvarni život, intervjuisale, vodile razgovor i slično, kako bi saznale ono što im je bilo potrebno. U 90. godinama 20. veka
a reklo bi se i dalje. Arhivistika kao oblast, može se reći, gleda i unazad i unapred. U kom smislu? Sa jedne strane, tada već izlaze radovi koji su posvećeni nastanku prvih ženskih arhiva. Već postoji jedno osvrtanje i jedna refleksija na ono što je stvoreno, a sa druge strane, i ovo je posebno zanimljivo kad je reč o ovom sad zborniku i uopšte ovom projektu, sa druge strane ispituje se kako bi savremena tehnološka revolucija, koja je oličena pre svega u globalno dostupnom internetu, mogla da utiče na arhive uopšte. Dakle, šta to sad menja kad je reč o arhivima? I danas jesmo svedoci snažnog uticaja i veoma konkretnih rezultata koje je digitalna revolucija imala, a i još uvek ima, pa i u oblasti ženskih arhiva, počevši pred svega od ove intenzivne digitalizacije građe iz različitih razloga, do nečega što takođe mislim da je važno, a što je možda i nešto što će se dešavati sa ovakvim materijalima, a to je jedno virtuelno povezivanje različitih repozitorijuma koje ne bi bilo moguće u, da kažem, ovom našem stvarnom materijalnom svetu. Jer u tom smislu, recimo, možemo zamisliti nekakav repozitorijum regionalni sa različitim digitalizovanim sadržajima koji se tiču istog perioda ili iste tematike i slično. Dakle, možemo na neki način preći granice koje inače ne prelazimo tako jednostavno. I u tom smislu slobodan pristup ženskim arhivima na mreži jeste jedan oblik demokratizacije znanja, jel da, zato što su izvori dostupni svima i svugde. Ovo je naravno kao i uvek tema za polemiku. Da li baš svima i da li svugde i da li svako može nečemu da pristupi tek tako. Ono što je meni važno jeste da dostupnost ovakve građe na neki način predstavlja jednu crvenu lampicu za one, nazvaću ih lepom rečju, tradicionalne naučnike koji često ostaju slepi za ovakvu građu zato što je ili ne poznaju ili ne žele da priznaju da postoji ili, evo, sasvim realno, i ne znaju da postoji. Kada se jednom ona pojavi na ovaj način, onda i taj deo naučne zajednice mora makar da pokaže nekakvu svest o tome, a ako je ne pokazuje, onda više nije stvar, kako bih rekla, onda je zaista stvar neznanja. Nema više drugog opravdanja, da tako kažem. Na jedan sličan način čini mi se da može da se objasni potreba za ovakvim jednim projektom, arhivi o nevidljivima, kako sam ja to nekako na srpskom govorila. Dakle, prvo loše stanje u institucijama, odnosno u arhivima i pre svega manjak znanja i odsustvo brige za žensko kulturno nasleđe i istoriografiju. Čini mi se da je to negde bio okidač inicijalni za ceo ovaj poduhvat. I potom imam utisak da su onda i Jana i Ivana zapravo imale tu želju da određene arhive učine dostupnijim široj javnosti i istraživačima, pre svega tako što su ekstenzivno pisale o njima i pozivale druge istraživače da se takođe bave ovim materijalom, a potom i što su inicirale taj težak posao, a to je digitalizacija konkretne građe. I u tom smislu, evo ja onako malo i neskromno ću reći da imam utisak da je nesporno i neupitno da i lokalno i regionalno je ogroman značaj ovakvog jednog projekta, dakle ne samo lokalno već i regionalno, i da ovaj projekat uspešno rekonstruiše jedan segment ženske istorije, prevashodno iz perioda socijalizma, i dosvetljava većinu teorijskih, metodoloških, ali rekla bih i etičkih problema na koje se nailazi u ovom procesu. I ono s čime bih završila, što svi znamo, ali mislim da treba uvek isticati, jeste da su svi rezultati projekta dostupni online, odnosno na mreži, u tom smislu svakome dostupni, i da sam projekat onda, ironično zbog naziva, je zapravo jedan otvoren i veoma vidljiv ženski arhiv, dakle daleko od nevidljivog. Hvala, izvinjavam se ako sam uzela previše vremena. Ви благодарам многу, Ана. 3 смеани вечерва на масата, инаку. Да. За тоа што ни дадовте многу убав осврт на историскиот развој на архивистиката и вклучувањето на женските архиви во него и понатамошните импликации и визии, проекции за иднината, да се надеваме дека навистина ќе бидат достапни сите тие и дека ќе бидат видливи, а не невидливи. Продолжуваме со историчарот Петар Тодоров, кој што во овој зборник пишува за улогата на списанието Македонка во политичката еманципација на читателките во однос на историјата, поточно за историските настани преку кои се гради новиот национален историски наратив по завршувањето на војната. Повелете. Благодарам, Ана. Благодарам Јана најпрво, да требаше да кажам. Да, стварно фала Јана што го избутка цел овој проект, сама рече си. И одлична работа завршена, да, и треба да се спомне секако пред да се каже нешто за сама Македонка. Текстовите кои се однесуваат на минатото, кои пишуваат историја, се многу се малку во споредба со тоа што Македонка е, содржина што е главна содржина и што е фокус на содржината на Македонка.
Но се решив да напишам нешто за тој наратив, бидејќи доста интересно кога правите дискурсивна анализа на теми од минатото и кога ќе ги споредите како тие перцепции за минатото се менуваат во одреден општествен политички контекст. И навистина тоа кажува многу за нас и го објаснува на што често го велиме, дека историјата повеќе кажува за нас самите отколку за самото минато и за тоа што се случувало во минатото. Во однос на текстовите кои се однесуваат, значи на минатото, каде што се гради таа некоја се пишува таа историја, која тој што е читал, читателките, читателите на Македонка можеле да прочитаат. Има две работи кои мене ми оставија впечаток. Едната е за историјата и општеството, значи улогата која историјата има во тоа ново социјалистичко општество, и второто е ова за Македонка и историјата, односно за Македонка не списанието, но за Македонката, за жената во историјата. Ивана Хаџиевска веќе претходно пишуваше за историјата и како е таа користена, употребувана во претходниот зборник на Македонка. Го отвара прашањето за улогата на жените во илинденското остане во тој така наречен илинденски период и за демистифицирањето сушност на македонската жена во историјата и давање на еден женски глас во доминантно таа машка историја. Во однос на ова за историјата и општеството многу јасно се гледа таа врска помеѓу историјата и политиката. И може јасно да се види како уствари историјата овдека служи за идеолошка легитимизација на тој нов режим кој се воспоставувал тогаш. И денеска овој пристап е присутен не само кај десните, него кај левиот спектар исто така служи. И често и ние сме сведоци, сме виделе како историјата може да се прилагоди и да служи за идеолошка легитимизација или давање легитимитет политички на одредена дали е станува за партија, интересна група и што и да е. И сега овој пристап по мене ја објаснува присутноста на историјата, толку присутната е таа историја кај нас во јавната сфера. И зошто толку ние многу зборуваме за луѓето како што мислат дека зборуваат ствари за историја, повеќе зборуваат за некакви политички митови или политичка митологија поврзана со минатото. И ова разбирање за улогата на историјата може да се види во Македонка и содржините кои се однесуваат на минатото. И тие имаат таа улога на пишување на историјата, ама имаат улога и на комеморативно, значи на сеќавање за некои одредени, да се одржи сеќавање или да се гради сеќавање за одредени настани од минатото. Она што е многу интересно, уште во 1944 година, иако некои истражувачи порано сметале дека од 1948 година започнува да се гради тој континуитет, кај комунистите почнуваат да го градат тој континуитет помеѓу Илинден и народно-ослободителната борба, веќе се гледа веднаш во првите броеви за таа врска помеѓу Илинден и НОБ, и тоа е пристапот и на комунистичката партија да се легитимира кај населението како е правилната политичка опција која треба да управува со Македонија, и многу често се изравнуваат, значи тие текстови се бара врската постојано помеѓу Илинден и НОБ, не дека таа не постоела, но се гледа како пренасилено се бара таа врска. Тука причината за таа потреба од легитимизација и таа врска на континуитет помеѓу Илинден и НОБ треба да се гледа во тој општествено-политички контекст кој се случува во социјалистичка Македонија и да таа нова власт која се наоѓа во ситуација да се спротивстави и да се бори со некои елементи на ВМРО, например на Ванчо Михајлов, кои ги обвинуваат комунистите за србизација на Македонија, па они сега се обидуваат и преку своји текстови, преку своји политики и пишување на историја да го негираат тоа, да се спротивстават на тоа. Интересно е да се спореди, мене ме интересираше лично, да се спореди односот на Македонка кога пишува за историјата и каква е улогата на Бугарија која се дава
во тој период од 44 до 52. И многу интересно може да се види во прва фаза 44-45, каде што Бугарија често се дефинира како негативен во историјата, за веќе да како се развиваат тие односи помеѓу отечествено фронтовска Бугарија, како се нарекува, и социјалистичка Југославија, се забораваат тие некои термини. Бугарија малце тамена понастрана, не се пишува за големо бугарски шовинисти, не се пишува за големо бугарски империализам. За 48 Информбирото веднаш да се вратат овие термини во употреба во текстовите кои се однесуваат на историјата. И не само во однос на историјата, него и оние кои се однесуваат на политичките настани од тоа време. Има многу други примери, но она што е важно да се каже дека не сега овој критичкиот пристап кон текстовите, но гледано од денешна перспектива, овие текстови стварно имаат таа еманципаторска улога и стварно го развива таа доминантно машка историја. И тука е позитивен пример на Македонка. И не е Македонка само, треба да се каже, не е само Македонка таа што го прави, што е носител на таа еманципаторска политика. Има еден интересен пример, може да се види во политиката на илинденски пензии, кога се даваат во после 46 година, социјалистичката влада носи одлука да доделува пензии на сите оние кои учествувале во илинденското восстание или во тој период генерално и од историјата, и нормално меѓу барателите на пензии има многу жени. И треба да се спомне и ова за да се разбере контекстот, неколку години пред македонската социјалистичка влада да дава пензии на македонски граѓани, бугарската влада 1943 исто така дава пензии на луѓе кои живееле во Македонија под бугарска окупација. И многу интересно, има еден пример од 43 година и од 46 подосна истата жена која бара пензија. Во 43 кога бара пред бугарските власти, таа вели: јас дајте ми пензија бидејќи сум вдовица на еден илинденец. За истата жена со истата фотографија која користи во тоа барање во 46 година да бара пензија не затоа што е вдовица на илинденец, туку затоа што била курирка, затоа што помагала, пренесувала оружје, значи била активно вклучена во тие активни револуционерни активности во тој период. Така што Македонка е само еден од медиумите, или да кажем еден од начините преку кои се гради таа еманципаторска политика, и она што е тажното е ствари што потоа, ако ја читате историографијата и тие историографски трудови, гледате како полека почнува да се забора. Мислам тоа дека Ивана го спомна во претходниот зборник, пишува за тоа како се заборава веќе за машката историја и тоа е се поизразено и тоа, пазите, во услови каде што работам, бројот на жени истражувачки е поголем од бројот на мажи истражувачи. Да не зборам дека кога се пишува историјата, на оваа машка историја, се игнорираат многу работи и се релативизираат многу работи. Скорошен пример е што работев за ова така наречената патриотска јадо, што го нарекува војводата Чакаларов. Кај него има еден посебен момент каде што може да видите, да гледате неговиот однос кон жените. И може да видите дека тоест неговите морални верувања, убедувања ги наметнува на жените. И при тоа тие се жртви, не жртви во смисла натепани и испратени дома, туку знаат да бидат жртви, да бидат убиени и масакрирани од негова страна. Таквите масакри од ова, значи како што е патриотска едност, се игнорираат или се релативизираат и таквите личности се издигаат денеска високо како херои во нашето општество, како модели по кои ние треба да се однесуваме. Така што тоа кажува повеќе сега, ова кажува многу за нас и за нашиот однос денеска како опишувањето на историјата. И за едно назадување од она што некогаш почнало добро со Македонка, едноставно стагнирало и ден денеска гледаме лоши негативни примери кои постојат кај нас. И нормално, уште една работа на крај, Македонка исто кажува за текстовите за историјата, кажуваат за врската помеѓу комунизмот и национализмот.
кои се неодвоеви, тие национални комунисти, ако може да ги наречеме. Националистичката реторика е многу силна, присутна во одредени текстови во македонка. Благодарам. Петар. Добро. Ви благодарам, Петар. Убаво ми се чини дека ја објаснивте таа тензија во спрегата меѓу еманципација и пропаганда. Горе-долу, тие две работи веројатно секогаш одат рака под рака. Подобро е претпоставуваме тогаш кога еманципацијата е во поголема мера, а пропагандата е малку така умерена. Но знаеме низ историјата дека горе-долу тие две работи се поврзани и тоа е тензија со која што не се меѓусебно исклучувачки тие два поими и убаво го покажува тоа и самата македонка, самите списанија и тоа е можеби еден дел и основ за критиката која што ја упатуваме сега се разбира конструктивна се надеваме критика. И убаво објаснивте за тој примерот со вдовицата, која што прво барала на основ на вдовица, а потоа на основ на активен субјект во војната, во станието. И тоа е нешто за што понатаму ќе ни зборува Славчо, малку повеќе како се формирал политичкиот субјект. Меѓутоа, следна поред, ние антропологинката и етнологинка третата Ана Шталковска-Гајтановска, која што има текст на многу осетлива тема и понатаму осетлива, моментално многу осетлива тема, која што се однесува на сите содржини поврзани со еманципаторските практики на новото политичко уредување насочени кон муслиманките во Југославија и во Македонија, со посебен акцент на војдувањето на политики на носењето, односно отфрлањето, забраната на фереџето и зарод, од носењето на фереџето и зарод од во оваа заедница на жени во Југославија. Баш ме интересира што ќе ни каже сега на темата. Благодарам. И јас ќе почнам прво со благодарност до Јана, што ме покани да учествувам на овој проект и во ова истражување, зашто ова ми беше мене прва средба со списанието Македонка и беше неверојатно возбудливо искуство. Фасцинантно би рекла, зашто Македонка е всушност многу значаен извор со огромни потенцијали. Се надевам дека во иднина ќе се пишуваат студии за кои што ќе се базираат на овој извор. Јас сигурно ќе се навраќам понатаму. И сега кога сме кај тоа, исто така сакам да истакнам и повторно да се заблагодарам и на Јана Коцевска и на Ивана Хаджиевска, кои што се две млади истражувачки кои направија навистина голем потфат со тоа што прво ги најдоа овие списанија, потоа ги дигитализира и денес тие ни се достапни нам со еден клик, што се вика. И мислам дека некако веќе во својата кариера направија една многу голема работа. Јас, како што кажав, сигурно понатаму ќе се навраќам на овој извор. Во Македонка низ текстовите кои што се однесуваат на муслиманките, често се среќава една фраза: вели ви благодариме што ни ги отворивте очите. Па вака мислам дека е пригодно во овој контекст истото да го кажам. Јас се заинтересирав за муслиманките бидејќи и иначе некако во последно време ми е интересен третманот на муслиманите, особено оние муслимани со македонски мајчин јазик, кои што се идентификуваат на различни начини и особено ми е интересен третманот на академската заедница, на македонската наука, да речеме, кон овие муслимани. А тука, веднаш само што почнав да ја читам Македонка, знаев што ќе работам, бидејќи Македонка посветува огромно внимание на муслиманките. Има многу текстови, дури изброив над 200 текстови кои што се однесуваат на муслиманките. Секако се работи за хетерогена група, нели тоа се група жени или категорија на жени кои што се од различно етничко, јазично потекло и така натаму, но се обединети со овој термин заради религиската припадност што ја споделуваат. И сега тоа е многу интересно во тој контекст на раниот социјализам, бидејќи тие се обединети токму преку религиската припадност што ја споделуваат, што посочува на тоа дека Македонка и Јафеже им пристапува на еманципацијата на овие жени преку овој
аспект, што дозволува пак да ги разгледуваме овие еманципаторски стратегии низ призмата на ориенталистичкиот дискурс, што е присутен многу во Македонка. Особено ако се земе дека во овој период уште се свежи таа радикална промена на статусот кај муслиманите, нели, од Османлиското царство па до овој период, стануваат, да речеме, од повластена некоја позиција, добиваат статус на некакво загрозено малцинство. И кога станува збор за муслиманките, тие се идентификувани во Македонка како најзаостанатите жени во Македонија, но ако ја гледаме таа символичка географија на Југославија, тогаш ќе видиме дека ставот кон оние републики кои што се наоѓаат на југ или на исток е дека тие се таму каде што влијанието на Османлиското царство било најдолго, или таму каде што живеат муслимани во поголем број, тие се третираат како најзаостанати републики секако. Исто тој аспект ми беше многу интересен за истражување. Во Македонка, кога се текстовите што им се обраќаат на муслиманките, тие пораки можеме да ги воопштиме во две крајности. Првата група пораки, тие текстови ни нудат премногу оптимистички нарации за муслиманките кои што се разбудени, свесни, кои што ги следат без поговор сите социјалистички насоки што им ги нуди АФЖ и така натаму. И втората група на пораки тие се содржат во текстови кои што ги има во изобилство во Македонка, само критички осврти на работата на АФЖ, кога се критикува нивната работа. Тие се обидуваат да ги најдат слабите точки во своето дејствување, каде што гледаме дека всушност АФЖ се соочува со многу тешкоти кога им пристапува или кога ги регрутира муслиманките, и преку овие текстови всушност можеме да видиме, еве така грубо да кажеме, една идеалниот модел, како ги замислуваат нештата, и реалниот модел, односно како нештата во реалноста се случуваат. Ги опфатив стратегиите еманципаторски кои што се однесувале генерално на сите жени. Тоа се политичко издигнување, за кое што пишуваше Ивана Хаџиевска во претходниот зборник, културно-просветно издигнување, аналфабетски курсеви, описменување и така натаму, за што пишуваше Дарко Лейтнер Стојанов исто во претходниот зборник, вклучување на муслиманките во стопанството, на пазарот на трудот и така натаму. Значи, ова се стратегии кои инаку се користеле за сите жени, но и секоја може да биде разработувана посебно, како посебна тема и поподробно, но јас мислев дека е добро да се стават вака во една целина, како едно резиме за во смисла на односот на АФЖ кон муслиманките, бидејќи пак кога се работи за муслиманките, АФЖ и активистките се соочувале со поспецифични тешкоти кога им пристапувале на муслиманките. Но најдиректната стратегија која што се однесува на муслиманките е кампањата за отфрлање на фереџето, а подоцна и законот за забрана на носење зар и фереџе. И сега тука е многу интересно тоа што секако АФЖ се обидува да ја представи оваа кампања како изворна, како да потекнува од самите муслиманки и така натаму. Се организираат конференции на секаде, буквално на секое ќоше со такви пораки. Но она што е многу интересно е дека АФЖ всушност ја вклучува исламската верска заедница како за да помогне во оваа кампања против фереџето, односно за одболување на муслиманките, и исламските, како да кажам, представници на исламската верска заедница, тие всушност се обидуваат да ги убедат муслиманките дека отфрлањето на фереџето не се коси со исламските прописи. И една авторка, Хаџи Ристич, потенцира и навистина е фасцинантно, вели неверојатно е како во една атеистичка и секуларна држава како што е Југославија, наместо да се
оваа кампања да се води во контекст на отфрлање на влијанието на религијата, таа всушност ја вклучува религијата во самата кампања. И понатаму законот за забрана за носење зари фереџе, кој што е донесен во 1951 година, има многобројни текстови кои што се полни со драми, драматични прикази, различни метафори. Има литературни творби кои што се напишани, поезија, например, која што се однесува токму на фереџето и така натаму. И очигледно е дека некако авторите на овие текстови се расфрлаат со премногу негативни квалификации за фереџето. А ако се земе предвид дека во моментот, тогаш повеќето од муслиманките носеле фереџе, тогаш навистина ја гледаме грешката во пристапот на АФЖ кон овој проблем. И бидејќи се трудат силно да го представат како извор на кампања, дека потекнува од самите муслиманки, исто има многу текстови кои што ги представуваат портретите на различни муслиманки кои што го отфрлиле фереџето. Таму има разни приказни за обични жени со име, презиме, со фотографија понекогаш, но има и приказни за жени кои се пробиле во власта, кои се на некои значајни функции во општеството и така натаму, кај кои што се забележува поголем пркос кон традицијските вредности, што инаку се среќава многу малку низ текстовите во Македонка. Се сретнуваат во овој контекст само 3 примери. На една жена која што ја избркал таткото од дома заради тоа што го фрлила фереџето, една која што си отишла сама и една која што се развела. И тоа се во овие многубројни текстови единствени примери вакви. Често пати фереџето се става во врска со сите други стратегии кои се однесуваат на еманципација на муслиманките, што ги спомнав претходно. Описменување, политичко издигнување и вклучување на пазарот на трудот. Но низ овие текстови кои што ја прават таа врска, гледаме дека луѓето, односно жените, муслиманките, многу тешко им одело да ја направат во реалноста таа врска, па така се случувале различни грешки во оваа смисла, грешки така идентификувани во текстовите, кога, например, 30 и кусур девојчиња од осмолетка во село Горно Врановци среде интензивна кампања против фереџето се забулиле и АФЖ ги фатило паника како е можно да се случува такво нешто во екот на кампањата и други некои такви примери. Кога пишуваат за ефектите на овој закон за забрана на носење зар и фереџе, всушност од други истражувања, не знам, Светиева, Димевска и така натаму, може да се види дека жените и цели заедници се соочувале со, како да кажам, со една нападна и многу агресивна кампања во оваа смисла, така што најчесто се третира како подривање на заедницата, како напад на самата заедница, на незините вредности и така натаму. А низ текстовите во Македонка се среќава во извештаите на АФЖ се среќаваат податоци дека има многу околи региони низ Македонија каде што се уште муслиманките живеат како што живееле и порано пред да започнат овие кампањи и дека АФЖ не успева да ги активизира, се вели таму, одат лошо облечени, непристојно облечени, навреле костимите на мажите, во долги некои сукњи, завиткани целите и не изгледаат пристојно, односно не изгледаат како што треба да изгледа една напредна социјалистичка жена. А во други истражувања можеме да видиме дека овие покривала во различни форми, тоа не е едно само, нели, една кројка, има различни кројки, различни термини за овие покривала низ Македонија, но и на Балканот. Тие обстоиле и се носеле малтене
низ целиот социјалистички период. Така што може да се констатира дека ефектот на овој закон бил некако контра намерите. И она што е најинтересно во представувањето на муслиманките во Македонка, тоа е принципот на вгнезден ориентализам, како што го нарекува Бакич Хајден, што подразбира дека ние ги означуваме другите така, на тој начин, бидејќи ние самите сме означени како други од некој што е, нели, што се третира себе си на повисоко ниво, во контекст на она што го спомнав претходно за таа символичка географија на Југославија, кога ние сме, нели, најзаостанатите. И овој принцип е многу очигледен во Македонка, како активистките кои што пишуваат за муслиманките, кои што се вообичаено, нели, македонки, христијанки по предпоставка, им се обраќаат и ги третираат муслиманките во своите текстови. Овој ориенталистички дискурс практично ги држи постојано муслиманките во позиција на други. Тие и покрај тоа што многу се вложува во нивната еманципација и интегрирање во општеството, сепак тие се одржуваат во една позиција на други. И по овој пример со муслиманките е најочигледна тој јаз помеѓу идеалите и реалноста. Она што е проблем во овие еманципаторски стратегии е што АФЖ не ги проблематизира оние, да речеме, традицијските вредности, не ги проблематизира ни своите текстови, семејната структура, околностите, животни и така натаму, туку го користи моделот што е веќе востановен кога се носат одлуки меѓу муслиманите, и тоа подразбира дека одлуките ги носат мажите, дури тогаш кога се работи за одлуки кои се однесуваат на жените, тоа се авторитетите во семејството, како таткото и сопругот вообичаено. И користејќи го овој модел, мислам дека тука е, како да кажем, тука потврдила, предпоставувам, ова акција, така што муслиманките остануваат некако настрана од процесот на еманципација, односно не учествуваат во сопствената еманципација. Овој пат државата, односно власта, ја носи одлуката за нивната еманципација заедно во согласност или со притисок на мажите од нивните заедници. Сега, кога се чита Македонка, она што мене ме фасцинираше нели сите овие напори, идеали се многу прогресивни во својата суштина. На муслиманките им се дава право да учат на свој јазик, да се образуваат на свој јазик, се отвараат културни домови за националните малцинства насекаде низ Македонија во тој период, се отвараат училишта многу брзо, родилни домови кои што се наменети исто за муслиманките, детски јасли и така натаму и така натаму. Значи се што имаат другите, имаат и муслиманките. И она што особено ме фасцинира е тој интензивен фокус на жените и на женските прашања. Огромна мобилизација, навистина огромна и многу брза мобилизација. Тоа кај муслиманките најмногу се гледа кога излегуваат да гласаат за различни изборни процеси и неверојатна способност за организација. Особено кога ги разгледуваме овие аспекти од денешните околности, навистина изгледа како тоа да се случувало во некоја друга димензија или на некоја друга планета, особено во сега, кога ни се случува постојано некаква ретрадиционализација, националистички контексти во кои што се повикуваат на некакви традицијски замислени вредности во кои што жените, мажите и сите имаат своји посебни места. И кога
го губиме дефинитивно фокусот повторно на жените и кога стануваат загрозени некои женски права кои што сме ги стекнале одамна. Благодарам. Ви благодарам многу, Ана, за тоа што многу убаво ја објаснивте некако таа религиска патриархална фиксација со изгледот на жените, која што ја гледаме сега во сосем различни форми и начинот на кој што често и феминизмот и женските движења знаат да паднат во замката и да станат агенти самите на патриархатот, што до некаде во овој случај и мислам дека е убаво илустрира. Сега продолжуваме со Славчо Димитров, теоретичар, куратор и активист, кој анализира формата на политичката субјективизација на жените во поствоениот период, низ незината дискурзивна и афективна артикулација преку списанието Македонка. Поелете, Славчо. Фала, Ана. Нема да повторувам колку е важно ова Јана што го прави, сите го пројдовме. Може да дадам примери каков маниакален уредник е, на кој што можат најхардкор академските peer-reviewed структури и списанија да подзавидат. Но добро, може би само на кратко овој зашто одлучив да пишам за оваа тема. Прво, нормално затоа што е прашање што генерално е дел од мојот интерес и као теоретичар и као истражувач, прашањето на политичка субјективизација, односите со дискурсот и афектите и телото на политичката субјективизација. Второ, затоа што трагањето по архивите секогаш во исто време е од една фуковска перспектива, нели можност да се оттргнеме и од самите себе си, односно да видиме дека историјата нуди разлики и дисконтинуитети, а не само континуитети и можности да се биде поинаку, односно дека ова што сме сега не сме биле секогаш тоа. А второ е како можеме да читаме таа разлика во историјата и преку неа да размислуваме за нашите форми на действување денеска. Особено тука за мене беше предизвик како да се земе предвид историската и контекстуална специфичност на политичката субјективизација преку АФЖ и Македонка, без при тоа истава да ја оценувам, валоризирам или критикувам исклучиво преку рамката на современите политички движења и политички родови субјективизација на современиот феминизам, односно феминизми. Например, стратегија на родова полова разлика, на диверзитет, автономна организација и застапување на партикуларни женски интереси, диференцирано граѓанство, деконструкција на женскиот субјект или пак застапување за полово специфични вредности како основи за критика на маскулинистичко разбирање на политичкото. Особено имајќи предвид дека тоа е интелектуалната традиција од која што и јас самиот доаѓам. Кога зборам за политичка субјективизација, подразбирам исклучиво практики на колективна субјективизација и тоа е она што ме интересираше, како единствениот начин на кој што индивидуите ги разбираат, артикулираат и трансформираат своите структурни позиции на подчинетост во односи на опресија и преку антагонизирање на тие односи во општественото поле и на тој начин креираат услови за трансформација или себе трансформација и изведба и материализација на нови светови. Политичката субјективизација на жените преку дејноста на АФЖ ја разгледував најпрво како процес на она што рансиеровски се нарекува верификација на еднаквост и демонстрација на неправедноста во општеството преку кое што е организиран заедничкиот свет и неговите поделби и хиерархии на различни луѓе, односно битија и претпоставките за различни капацитети, можности, време и простор. Односно, политичката субјективизација на жените во поствоената Југославија, представена во Македонка, ја анализирав како судир, шок, средба, сопоставување на свет во светот, како политичка релација што е истовремено заснована и на негација и на афирмација на еднаквост, односно соочување со постојната негација преку афирмација, действување како да сме веќе еднакви. И тука мислам дека е радикално еманципаторскиот процес што го воведуваат АФЖ и конкретно списанието Македонка. Во оваа рамка се обидов да ги читам тие така наречени интервали на субјективизација, процеси на дезидентификација, што е многу важно во начинот на кој што јас го читам што е она политичка субјективизација, односно процесот да станете некој друг од тоа што веќе општеството ви го доделил преку структурните позиции како овие можности им се нудат преку дискурсите и репрезентациите што ги дава самото списание. Она што како друга димензија за мене беше интересно и од сегашна перспектива може да биде можеби интересна лекција и за нас.
На политичката субјективизација им пристапив и ја читав преку новата историски специфична конјунктура во која што действуваат, односно креацијата на хегемониска релација или нов историски блок со радикално демократски предзнак на почетокот, при што интересите на жените влегуваат во синџери на еквиваленција со други демократски и антифашистички борби и барања и различни субјект позиции или општествени актери. Политичката субјективизација ја анализирав одовде во заземањето и артикулацијата на женскиот идентитет и интересите преку идентификација со субјект позицијата на работниот народ, граѓанинот, односно граѓанката на социјалистичка република, единствениот народен фронт или револуционерниот субјект представен и кондензиран преку серија означители и символи што се предмет на желбена и афективна емоционална инвестиција, што беше друга димензија што исто ме интересира во текстот. Се обидувам да ги посочам конкретните дискурзивни, афективни и антагонистички стратегии преку кои се одигрува ваквата артикулација на женскиот политички субјект. Понатаму, иако артикулацијата на женскиот политички субјект преку универзалните народно-демократски означувачи и хегемониски представници, декларативно ја поддржува родовата разлика и специфика на интересите на жените, земајќи ги предвид историите на патриархална опресија, сепак она што го аргументирам од текстот е дека оваа политичка субјективизација изобилува со контрадикторности. Помеѓу нив највидливо е постепеното бришење на родовата диференцијација и интересите, на плурализмот на позиции и барања во име на хегемониските политики на комунистичката партија, во име на класната политика и монолитското идентификување на народот. Односно, преку преминот народно-демократски хегемониски проект кон популистичко-авторитарна демократија со патриархален признак. Имајќи го ова предвид, мојот аргумент беше дека политичката субјективизација, како верификација на еднаквост и себе трансформација, не се одвива по автономна идентитетска линија. Ова е историски значајна разлика. Односно, на жените како жени, туку преку градење на еквиваленција со други починити групи и слоеви во општеството, како дел од поширок хегемониски проект на изградба на народот и на нова колективна волја субјект. Односно, конструкцијата на нов историски блок под морално, општествено, политичко, економско и културно водство на комунистичката партија и наративот за класата и социјализмот како дискурзивни рамки преку кои што се разбира, воопшто се интерпретира починувањето на жените. Демократската и политичката субјективизација на жените не се одвива по логиката на изолирана автономна партикуларна борба, или она што во денешен жаргон го нарекуваме политики на идентитет, политики на разлика и така натаму, што би повлекло некаква ограничена антагонистичка линија, патриархат и така натаму, туку како себе конституирање на жените низ народната субјект позиција, со која што се дели единствениот политички простор во два кампа, две полиња, два антагонистички кампи, на тој начин се ефектуираат еквиваленциите. Сега, кога сме кај овде ќе завршам, кога сме кај контрадикциите, во последниот дел на текстот се обидував да ја читам политичка субјективизација, фокусирајќи се на она што се нарекува себе отуѓување, себе разликување, себе подругување или односот кон некаква другост која што е клучна за политичката субјективизација. И што тоа подразбира? Значителен степен на себе отуѓување, себе трансформација во смисла на постанување друг во однос на веќе постојните, здраворазумски и традиционално утврдени улоги, капацитети и простори кои што се регулирани од доминантниот, во овој случај минатиот предвоениот режим и општествен систем. И во овој случај субјективизацијата на жените преку АФЖ останува во најдобар случај недовршен и контрадикторен проект, не само поради тоа што предвремено ја укинуваат организацијата, туку во покритичка смисла мислам дека и покрај првичниот ентузијазам и силен револуционерен потенцијал, на крај завршува политичката субјективизација како неуспешен процес, бидејќи ги презема и репродуцира традиционалните предвоени модели на родова бинарност и поделба на трудот и на можностите и покрај иницијално радикално политичките дејства во првите години барем. Со тоа револуционерниот субјект станува агент на пасивна револуција, на реставрација на здраворазумски категории преку реформирање. Проблемот се јавува од една страна поради постепеното, но сигурно и целосно исклучување
и неутрализација на специфичната родова димензија и целите на борбите што би се насочиле кон трансформација на сите дискурси, практики и општествени релации каде што категоријата жена е конструирана на начин што подразбира подчинетост. Иако, за истрајноста на патриархатот како што аргументиран не отсуствува свесност во АФЖ. Клучната контрадикција се огледува во однос на овој проблем во тоа што и покрај неуморното инсистирање и сведување на политиката на АФЖ на максимата дека женското прашање не постои, туку постојат само прашања што жените ги решаваат, ја цитирам Лидија Склевицки овде, сепак низ текстовите на АФЖ се гледа дека домените на действување, на интервенција, на активности на АФЖ јасно сведочат дека они претпоставуваат дека постојат специфични женски прашања. Со тоа што овие женски прашања се сведуваат само на природни, неполитички и неисториски феномени и практики, кои што се иземени од политичка антагонизација и артикулација како опресивни модели. Вториот клучен проблем е сведувањето на општествениот и политичкиот систем на нов тоталитет од страна на Народно-ослободителниот фронт и од Комунистичката партија, кои што ја есенцијализират нужноста од темели на општественото и на политичкото, а во овој случај се изразени преку класниот интерес. Идентификацијата на народот исклучиво како работен народ и како единствен можен револуционерен субјект, бришејќи ги на тој начин аспектите на политичка контингентност и на плуралност и на мноштво од интереси. Ова за мене беше важно као и неко надоразување на постојните расправи во читањето на АФЖ, особено на неофеминистичкиот бран на 70 и 80 години во југословенската феминистичка пракса, кои што критиката и она што го сметаат на крај дека станува политички неуспех на АФЖ резултат на тоа што АФЖ ја губи автономијата. Не сметам дека тоа е релевантен аргумент и не сметам дека проблемот треба да се анализира преку таа дихотомија партикуларно универзално автономија хегемонија, туку прашањето на тоа како во тој генерален хегемониски проект се поставуваат патриарсите. И како она што е најпарадоксално еден толку револуционерен систем и проект, кој што одлучува до корен да го смени системот, не реформирање, туку трансформирање, значи внесување на социјалистички систем, внесување на толку радикални реформи кои што честопати наидуваат и на отпор, една од другиве реформи и ова за која што зборуваше Ана, но прашањето на полот и родот на крај некако исчезнуваат, не се премет на радикална трансформација. Иронично, она што на крај испаја е дека можеме да утврдиме, ќе ја цитирам Моник Витик, една социјалистичка феминистка, дека за комунистичката партија жените припаѓаат или на буржујската класа или на пролетерската класа, или со други зборови на мажите на овие класи. Така да, за тоа како и комунистичката партија и тоа радикално прогресивно движење кое започнало, барем така, флертувало со традицијата и силната инерција на патриархатот и начинот на кој што знае да ги проголта. Меѓутоа верувам дека исчекорите и нивните влијанија сепак обстојуваат и ги живееме тие придобивки и понатаму. Продолжуваме сега со фокус на интердисциплинарноста на овој проект, која што е прикажана со соработката со уметницата Христина Ивановска, која повторно работи на своја самостојна изложба во рамките на проектот, а тоа е под наслов Джинови и снегулки. И дел од истражувачкиот процес на Ивановска е представен и во овој зборник, затоа што низ нејзините страници се раздиплуваат делови од имагинарниот песаж Плот во цуд, кој што е инспириран од поема на Одри Лорд. Повелете, Христина. Си работа, добро. Сега јас повторно морам да се свртам кон Јана, зошто? Ама чекај, сега морам да објаснам. Значи, јас сум единствена која што сум по втор пат поканета да учествувам во зборникот со мој допринос. Меѓутоа, нашата соработка започна уште со првото издание на Архиви на невидливите. Меѓутоа, тогаш се представи со едно постаро дело од 2015 година, Музеј на женски приказни, кој го работевме со локомотива во кој учествува Белјана Танураска, Кјулавковски, Виолета Качакова и Искра Гешовска. И јас, каде што во серија цртежи всушност застанав до периодот на Втората светска војна. Со поканата пред 2 години да
направам истражување, да се внурнам во страниците на Македонка и од тоа да произлезе едно авторско дело во форма на изложба, беше поттик да се бавам со тој период после Втората светска војна, што се случува во Македонија. Морам исто да кажам дека 20 години се бавам со уметничко истражување. Тоа започна со прашањето која сум јас во недостаток на генеалогија на жените во Македонија, пред се, затоа што сватив дека не ми е доволно да барам референции од други контексти. Што е она, мислам, кој е мојот контекст, кој е тлотот кој што јас доаѓам. Кои се тие жени кои што биле пред мене, што е тоа што е создавано овде. Не може да смени табула раза и да почнало се од Втората светска војна па навамо. За период за кој што, да речеме, постои некаков документиран материјал и Македонка е дел од тоа. Тие форми на отпор беа многу значајни за мене. Почнав да работам со архиви, да се интересирам за тие некомплетни архиви во нашите институции, исто за таа да се соочувам со негрижата на нашите институции, за документи, за оригинални документи кои ги поседувале, кои им биле отстапени, кои се изгубени и не се вратени, или се земени и не се вратени. И што што да се прави во состојба кога немате оригинален документ, кога немате факт на кој што можете да се повикате, дали треба да се очајува, или во мојата уметничка пракса јас можам да бидам креативна и да создадам некое ново дело, да испровоцирам прашања, да испровоцирам полемики. Така се случи именување на мостот Роса Плавева и Накија Бајрам, кој што подоцна 16 години подоцна стана и наратив на градот Скопје, и сега секој 8 март ние се сеќаваме на Роса Плавева и Накија Бајрам, потполно заборавени во архивите на нашите институции. Во претходното издание представив дел од мојот приватен архив, документот што недостасува, каде што се фокусирав на мојата методологија и направив обид да едитирам дел од тој мој создаден или собран материјал. Сакав некако да се замислам во улога на уредничка на Македонка. И тогаш некако се повикав на првиот број на Македонка, што ми беше многу интересен, бидејќи замислете тоа е списание за жени, за прв пат објавено на македонски јазик. И тоа пред македонскиот јазик да стане кодифициран и официјален е, да, веќе е изгласан како официјален, меѓутоа да биде стандардизиран. Каде што ви се појавуваат во недостатно на К, Г, букви од српската азбука или од бугарската азбука. Тоа беше многу интересно за мене. Во таа една визуализација и работа со текстот. А текстот им е исто интересен еден сегмент во мојата истражувачка работа и сакам да работам со текстот затоа што може многу да испровоцира интересни размислувања кај гледачот, да стигнам до фаза кога создадов и своја типографија, каде што ги избриша вертикалите и хоризонталите и стана текстот нечитлив, зашто и мене и тоа ми е важно. Како да се ослободи простор за другите гласови, но и како да го доживеете тоа чувство на кога не ви е се видливо пред очите. Туку треба да се нурнете во темницата за да извадите нешто драгоцено од нашите архиви. Како што се случи откривањето во наводници на Македонка, заборавено списание што го направија Јана и Ивана Хаджиевска. Во таа изложба пред 2 години го навестив, да речам, мојот интерес за телото и за сексуалноста, за женското тело. Еве 2 години подоцна, чувствувам како се повеќе се
вртам околу таа тема. И она што цело време ми недостасува во Македонка, а ја гледате Македонка, имате и тука дел од кориците на Македонка, а полни се и страниците на Македонка внатре со жената херој, жената мајка, сестра, другарка, пожртвувана, негователка, трудбеничка, таа заварува, таа организира алфабетски курсеви, таа работи во фабрика, ударничка, спортистка. Меѓутоа, дали таа жена има време за себе? Значи, кога ќе поминете низ текстовите на Македонка, имате чувство дека тие жени работеле 24/7. Значи, толку многу се очекувало од нив, а каде било времето за разонода, времето за нега, времето за однос кон сопственото тело. Јас сум конструкт на ова општество. Јас 16 години живеев во социјалистичка Југославија, потоа во независна Македонија. Јас сум дел од ова патриархално општество кое што не учи да се срамиме од нашето тело, женско тело. Каде што и сега тој срам, замислете, на 50 години јас почнувам да се обидувам да го надминувам преку мојата пракса. И зошто сега ви го правам овој вовет? Затоа што кога она што јас одлучив да го представам на моите страници во зборникот, се всушност извадоци од текстови на 5 авторки кои што зборуваат за сексуалноста, за задоволството, за љубовта можеби кон истиот пол, за тие некои копнежи, тие некои посакувања, за скриените делови на женското тело, како што е клиторисот. Многу субјективно избрани текстови, нешто што мене посебно ме возбуди, пронаоѓајќи ги овие авторки последниве години. Значи не барав авторки кои што биле активни, делувале во периодот додека се издавала Македонка, зашто сепак се уште мислам дека се враќаат традиционалните вредности, позицијата на жената во општеството, повторно го доживуваме тоа враќање назад, на позиција на мајка, негователка, домот и семејството. И како тоа е некој една моја лична реакција и некое мое лично терапевтско поставување кон сопствениот срам од сопственото тело. Изложбата, значи ова е некој мал вовед, да речеме, една провокација за оно што ќе следи на 24 декември тука во Музеот на Македонија. Повторно сакавме да биде во Музеот на Македонија, во историскиот дел, многу тежок простор за работа. Ви гледате какви се условите во институциите, во оваа институција посебно, која што е дело на жена архитект, Македонка. Меѓутоа, нас ни е битно тоа да се случува токму во овој простор. Многу ми е драго што во оваа прилика и со Славчо Димитров соработувавме. Он напиша прекрасен текст. Јас се возбудив колку успеа да продре, иако се знаеме долго време, меѓутоа прв да речеме на ова ниво, вака директно соработуваме 1 на 1 и како успеа некако да продре во она што јас се обидувам да го направам преку мојата пракса. Навистина бе возбудена кога го читав текстот и многу сум задоволна. Со Јана морам да кажам дека не сум имала вака континуирана поддршка во нашава средина, не сум имала. Значи потполна доверба и широко расширени раце и прави што сакаш. Значи некако се препознавме дека и ми е драго што и Јана и Ивана Хаджиевска го препозна она што јас се обидувам да го создадам преку моето уметничко истражување и уметничката практика. Тоа не се дидактички изложби, значи мене ми е важно од она што го читам, истражувам и пронаоѓам да создадам нешто ново и да испровоцирам публиката да почне да отвара нови прашања во себе.
Ви благодарам, Христина. Секако ќе ја погледнеме и вашата изложба на 24-ти отворањето, така? Добро, во 7 часот, на исто во место. И бидејќи сега малку времето излагуваме од предвидените рамки, би сакала да ви дадам збор како публика, доколку имате некоја прашање, некоја критика, можеби да се јавите. Гледам. Па ја еве што да речам, јас сум пак родена 1943. Така да горе-доле го паметам и ова што е. И нема да го дискутирам што е тоа напишаното, но јас сега пак се прашувам по 50 години што ќе пишуваат и што ќе архивираат другите тие луѓе или жени, девојки или било кои луѓе кои што ќе сакаат, затоа што дали некој води сега евиденција и дали има архива и што се пишува денеска. Тоа е за мене прашањето, иначе би сакала утре на тркалезната маса повеќе да кажам. Иначе честитки и стварно сум задоволна, барем тоа што го има. Ви благодарам за прашањето. Кој би можел, Јана, може би ти најкомпетентна си ова? Па добро, мислам, Савче, тешко прашање постави сега. Јас не знам дали го знам одговорот, да бидам искрена. Одговорот е тоа, дали имаме ние содржини, дали имаме списание. Савче, за тебе ќе пишуваат, можеби. За тебе ќе пишуваат, за тебе ќе читаме. Па не знам, веројатно и тоа што сега се создава, се прави, се твори, да, мислам и... Ова за институции системски. А и потикнати од неколку пати рековме институциите се неодговорни, институциите не знам. Што а потикнато вчера имавме една дискусија, мислам дека и тука колегата го не си замина со него. За системот, вака. И дојам печак понекогаш дека ние зборуваме за системот, институцијата како некој невидлив човек кој седи некаде не можеме да го допреме. Не станува збор ни за системот, ни за институциите, станува збор за луѓето. Или луѓето во институциите ги работат или нема да работат. Значи тие ги прават институциите, тие го прават системот. А вака е како бегање од одговорност и обично и тој ќе бидам самокритичен и во институцијата во која работам јас. Има 40 истражувачи, ја не знам што би ги спречило 40 истражувачи да направиле барем едно вакво дело во услови кога имаат и плата, а не морале да добијат можеби требале да обезбедат само пари за печатање, што не верувам дека би било проблем. Така што подобро би било за луѓето и дали ќе има утре во иднина некој да сеќава да се архивира, да пак ќе зависи од тоа дали ќе има луѓе што стварно ќе сака да го работат. Нема дела, нема што да пишува, нема што да собира. Тоа сакам да има дела. И се согласувам дека нема дела. Се создава. И жените, младите жени се многу свесни за себе. Каде припаѓаат, кои се нивните права, многу поотворени. Јас се чувствувам традиционална и конзервативна во однос на тоа како младите девојки и жени се доживуваат, перцепираат и представуваат себе си. И се работи на тоа интензивно, постојат различни форми, медиуми, преку кои тоа се објавува. Не мислам дека запрело се со афеже, тоа е само тектонски промени се случуваат после Втората светска војна во однос на женското население во Македонија. 80% неписмено женско население имате. Мислам, тоа се огромни чекори направени. Можело да се направи многу повеќе, меѓутоа, после тоа исчекорување нема враќање назад. Така да има генерации кои што и ова сигурно ќе и овој зборник ќе го читаат на еден нов начин. Овие наши согледувања денеска за Македонка можеби ќе им се чинат недоволни, скудни и на ова ќе реагираат понатаму. Добро, Савче, потикнувачко прашање постави. Јас мислам дека може да привршуваме, затоа што ептен, нели, се отворивме сите, доста се кажа. Фала ви на сите што многу добро ја представивте содржината на зборникот. И
зборникот е бесплатно достапен, може да си земете сите копија, би ве замолила и да се подпишете на тие списучиња таму, да водиме сметка кој дошол, за да ни дадат пари за нов зборник. Тоа што сакав исто да го додадам, не знам дали е во публиката Елени, изгледа не дојде денеска, меѓутоа сакав да ја заблагодарам и на неа, и таа е всушност дел од авторите во овој проект. Таа ја составуваше библиографијата на ова списание. Имавме идеја да ја вклучиме во зборникот, меѓутоа има над 100 страници. И ќе биде истата поставена нели онлайн и ќе биде лесно достапна. Она друго што сакав да го спомнам е повторно да повторам за утрешниот настан Тркалезна маса, каде што многу од темите кои што овдека се отворија и ќе ги продолжиме таму. Дел од тој настан е и Мања Величковска, која што беше дел од првиот зборник посветен за Македонка. Таа исто имаше текст за книжевните осврти. И секако на 24 декември во 7 часот овдека исто во историскиот дел, во 19 часот, на отварањето на изложбата на Христина. Мислам дека се кажав што сакав да кажам. Така што фала ви уште еднаш на сите што дојдовте. И тоа е тоа, Ана, фала ти и на тебе. Се гледаме. Благодарност да сте.